Ви благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност, со оваа влада и се е можно. Имаше еден период кога секој ден за нивните постапки, за нивните изјави помислував ова е дното, ама дното веќе одамна е пробиено и ќе бидеме сведоци докај ќе одат. Меѓутоа, најжално се е што успеа народот да го направат резистентен на сите нивни постапки и кои што се секојдневие веќе, и то по неколку пати во ден се случуваат. Почитувана јавност, за какви европски вредности зборува оваа влада и нејзините представници секој ден? Имено понижувањето на собранието, на парламентот, веќе не знам до каде замина. Замислете, не сум поставила писмено пратеничко прашање, ама добив одговор. Дури еве има и допис, како демек сум се обратила до министерот, писмен допис, архивиран, писмено прашање, ни до министерот за култура сум упатила, ни пак до друг член на владата. И прашање поставено во моје име, и замислете, и одговор. И сега не знам дали во статистиката на координаторот на Социјалдемократскиот сојуз влегуваат и непоставени пратенички прашања, ама добиени одговори од страна на министри. Сега да ве подсетам за што станува збор. На минатата седница за пратенички прашања, упати прашање до министерот за култура, излезе ми одговараше не на моето поставено прашање, туку нешто што него му одговараше, па кога повторно излегов и кажав дека не сум задоволна од одговорот и немам пратеничко прашање, тој дури стана од столицата, бурно реагираше. И во контекст на ова сакам да прочитам и стенограми за да види јавноста дека сум во право. Уште на почетокот, кога седницата ја водеше Горан Мисовски, уште на почетокот кажав дека немам дополнително прашање, а пак мојот говор го завршив со реченицата: сепак на крајот одговорноста е ваша, немам дополнително прашање. На што Горан Мисовски вели: ви благодарам, не е задоволна пратеничката. Не е задоволна пратеничката и нема, кажа и уште на самиот почеток, немате право поделник, нема дополнително прашање. Затоа една препорака можам да дадам, како на се што последниве месеци стигнува од оваа влада во собранието, редно време е владата на Република Македонија да воведе и европско знаме на пратенички прашања. Нека си воведе европско знаме на пратенички прашања, сами нека си поставуваат прашања, сами нека си даваат одговори, ама тоа да го играат со нивните пратеници кои што очигледно се спремни на се. И како што кажав, ниту сум поставила прашање, така да нема на што да бидам ни задоволна или незадоволна. Благодарам.